Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Во ова издание објавуваме. САД лобираат да не се купува опрема од кинески Huawei за 5G мрежа. Companies like Huawei and ZTE, which are linked to the Chinese government, cannot be trusted. Но на тендерот на македонски Телеком првопласиран е токму Huawei. Ние сме сега земја членка и на НАТО и нормално дека треба да ги поставиме и нашите сајбер безбедносни системи во согласност со меѓународните практики, правила и стандарди. Која е вистината за можната набавка на руската вакцина за коронавирус во Северна Македонија? Знаете, не се намеќемо воопшто ништа. Ако македонската страна е заинтересирана за ова вакцина, ние сме потпуно отворени за соработка. Македонската страна предпазливо ја анализира понудата. За ефикасноста веќе имаме добар дел на информации, меѓутоа она што е битно е безбедност. Пред стартот на новата училишна година. По-добро на школа да учи. Ние не можеме дома да ги учиме. Доведен ли е во прашање еднаквиот пристап до квалитетно образование за сите? И секако ќе биде многу комплицирано и нема да биде секаде под еднакво со исти квалитет. Парите за инклузивно образование ги изеде корона кризата. Ке се најдат ли нови и кога? Престои многу работа. Вака изгледа единствениот светол пример во државава. Дел од старите објекти пак се прилагодуваат партизански. Гледајте не со сториите, се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Соединетите американски држави се во кампања на глобално ниво во која се обидуваат да убедат што повеќе држави да забранат набавка на опрема од кинеската фирма Huawei за 5G мрежите што се поставуваат на нивна територија. Вашингтон ја наметна темата и на ниво на НАТО, а американскиот интерес е и најновата земја членка на Алијансата Северна Македонија да го прифати тој став. За актуелната влада во Скопје се чини нема дилеми, но дали е така и за оние што планираат да воспостават 5G мрежи во Македонија? Владимир Мирчевски на оваа тема за која досега многу малку јавно се зборува кај нас. Not to use Huawei because we think it's an unsafe security risk. It's a big security risk. Кина демантира, но САД инсистираат на постоење ризик од шпионажа. Companies like Huawei and ZTE, which are linked to the Chinese government, cannot be trusted. Дали станува збор за геополитичка и трговска битка или опремата на Huawei навистина носи опасност за националната безбедност, па и на земјава? Ова може да биде голем предизвик и голем проблем, посебно ако не се земе во предвид потеклото на опремата и не се испитат евентуалните безбедносни пропусти. По првичните двуумења се повеќе држави во Европа го прифаќаат американскиот став, меѓу кои Франција, Велика Британија, Холандија, Данска, Норвешка. Се уште не пресекла Германија. Ние сме сега земја членка и на НАТО и нормално дека треба да ги поставиме и нашите сајбер безбедносни системи во согласност со меѓународните практики, правила и стандарди кои што ги применуваат земјите членки на НАТО. Но дали државниот став го знаат и ќе го следат оние што планираат да градат 5G мрежа во Северна Македонија? Државниот секретар на САД Мајк Помпео во август посети неколку европски држави како дел од американската кампања против користење опрема од кинескиот технолошки гигант Huawei за новата генерација 5G мрежи. Во Љубљана Помпео потпиша заедничка декларација со владата на Јанес Јанша за 5G безбедност, со што Словенија стана 10-та држава во Европа која се согласи дека нема да набавува опрема од Huawei. За значењето што САД му го придаваат нова прашање, зборува и фактот дека согласно закупување 5G опрема исклучиво од кредибилни производители дадоа и Србија и Косово со одредба во договорот за нормализација на меѓусебните економски односи подпишан минатата седмица во Белата куќа. На американска иницијатива ова прашање од минатата година е дел и од НАТО агендата и беше тема на самитот во Лондон. Today, leaders committed to ensuring the security of telecommunications infrastructure, including 5G. We agreed to rely only on secure and resilient systems. Зошто ова прашање е толку важно за Соединетите американски држави? Во изјава за 360 степени образложува амбасадорката Кейт Брнс. We want to see a vibrant digital economy worldwide
that benefits from the promises of 5G networks. But as we move in that direction, we all need to be able to trust that 5G equipment and software and the companies that provide them do not in any way threaten national security, privacy, intellectual property rights, or human rights. Unfortunately, companies like Huawei and ZTE, which are linked to the Chinese government, cannot be trusted to protect either intellectual property rights or sensitive data. And that's why you see governments and companies across Europe taking action and opting not to do business with companies like Huawei. Какви се американските очекувања од Северна Македонија на тој план? North Macedonia, as you noted, is a huge opportunity to harness the benefits of this upcoming digital economy. Using only trusted vendors now would help the country in the future as well, both financially, because untrusted vendors will have to be replaced, and more broadly, because citizens' private information won't end up in the hands of the Chinese Communist Party. Новомакедонскиот случај има неочекуван заплет. Најголемиот телекомуникацијски играч во земјава Телеком, според информациите на 360 степени во процес на набавка на нова опрема, меѓу другото и за 5G мрежа. Нашите информации велат дека во тендерската постапка која се уште трае, прво рангиран е токму кинески Huawei. Мнозински собственик на македонски Телеком е Deutsche Telekom, а речиси 35% од акциите се во собственост на владата на Северна Македонија. Па државните представници во бордот го отвориле прашањето за можниот влез на Huawei во идната 5G мрежа. Нашите представници уште пред неколку недели, кога првпат беше отворено ова прашање на седница на одборот на директори, го изразија нашиот став дека владата се подготвува да подпише и меѓународен договор по примерот на други европски земји со владата на Соединетите Американски држави, но доколку е потребно и да се интервенира во нашето национално законодавство, со што би спречиле пристап до нашите телекомуникацијски мрежи на производители на опрема кои што се недоверливи. Што значи тоа? Кои што по барање на нивните матични влади, без никаква постапка, процедура или надзор, дозволуваат пристап до информациите за корисниците или за мрежата во земјата во која што оперираат. Прашавме во Телеком дали е точно дека по сугестија на владините представници во бордот набавката во која Huawei е прво рангиран е ставена на стендбај и каков е ставот на компанијата за купување опрема од доверливи или недоверливи производители. Еве го интегрално одговорот од Телеком. Модернизацијата на информатичко-комуникацијските инфраструктури, каде што спаѓаат и радиопристапната мрежа RAN и 5G, е прашање од национален интерес. Финалната одлука за ова прашање, која е условена од билатералните стратешки партнерства на државата, ја очекуваме од државните институции. При секоја набавка на опрема, Македонски Телеком постапува согласно законските прописи и квалитетот на понудените услуги. Во одговорот од Телеком има два важни елемента: дека компанијата ќе ја почитува стратешката определба на државата, но и дека засега нема никаква законска пречка да набавува опрема од каде и кого било, вклучувајќи ги и Кина и Huawei. Факт е дека ние како држава се уште немаме формално донесено некаква одлука во делот на законодавството или подпишано некаков меѓународен договор. Она што можеме да го најавиме и на јавноста е дека сме во постапка, во фаза на договарање на текстот, по примерот и на други европски земји, последна беше Словенија, да го подпишеме овој договор за соработка со владата на Соединетите Американски држави, каде што во овој договор за соработка се повикуваме на прашките препораки во однос на 5G технологијата. Уште пред 2 години, во 2018-та, земјава донесе национална стратегија за сајбер безбедност, која меѓу другото предвидува формирање на така наречена дигитална агенција со една од основните задачи да се грижи државата да не набави компрометирана опрема или софтвер. За оваа агенција да се формира, прво треба да се донесе закон за информацијска безбедност. Експертите кои ги консултираше 360 степени се согласни дека е проблематично да се набавува телекомуникацијска опрема од земји кои не се дел од западноевропските и атлантските структури и кои не споделуваат исти вредности со НАТО и со Европската унија. Ова може да биде голем предизвик и голем проблем, посебно ако не се земе во предвид потеклото на опремата и не се испитат евентуалните безбедносни пропусти. Зборувавме за телото со оперативни способности, зборувавме дека ќе се грижи меѓу останатото и за аквизицијата, пред се од безбедносен аспект. Меѓутоа, сакам да напоменам овде, доколку станува збор за компрометиран хардвер од страна на некоја напредна
група која што е поддржана од трети држави, реален ќе бидам тука дека е многу тешко да се евидентира таквите безбедностни пропусти. Вакви капацитети имаат само најголемите корпорации кои што се грижат за информацијска безбедност, како што е примерно Мекафи, Нортон, Касперски и така натаму, кои што покрај оперативни единици имаат и истражувачки капацитети и поголемите нормално агенции за безбедност, разузнавање и така натаму. Што значи дека колку и да ги градиме нашите капацитети, сепак треба да внимаваме и тоест да ги следиме препораките од нашите партнерски држави или пак нормално од НАТО, од Европска унија. Huawei ги обвинува САД за кршење на правилата за меѓународна трговија и тврди дека нема никакви врски со кинеската владеачка комунистичка партија. Но законите за национална безбедност што во изминатиот период ги донесе Пекинг, безмалку ја оневозможуваат компанијата да одбие барање на кинеските власти за предавање чувствителни информации за кој било корисник на низината опрема, независно дали е поединец или институција и независно дали се во прашање САД, Белгија или Северна Македонија. Тоа пак им ја олеснува одлуката на националните влади. Која е вистината за можната набавка на руската вакцина за коронавирусот во земјава? Русија ја понуди вакцината Спутник V на Македонија на 18 август и сега топката е на македонската страна, вели за 360 степени амбасадорот на Руската Федерација Сергеј Базникин. Македонските здравствени власти ја разгледуваат понудата, но одлука нема. Што се знае за руската вакцина и кога Македонија ќе реши дали да купи Спутник V од Александар Димитриевски? Вака почнува видеопрезентацијата на рускиот директен инвестицијски фонд за вакцината против коронавирусот, Спутник V. Производ на Гамалеа, научно-истражувачки центар за епидемиологија и микробиологија на Русија. Символиката е и повеќе од јасна. Како што Спутник 1 го совлада предизвикот да биде прв вештачки сателит околу Земјата, Русија го промовира Спутник V како прва вакцина која го совладува коронавирусот. Достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки. Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. Од тој 11 август, кога председателот Владимир Путин му ја соопшти веста на светот, Русија ја понуди вакцината на повеќе држави, меѓу нив и на Македонија. Знаете, не се намеќемо воопшто ништа. Ако македонската страна е заинтересирана за ова вакцина, ние сме потпуно отворени за соработка. Одговорот од македонските здравствени власти е дека вакцината се анализира, а одлука се уште нема. За ефикасноста веќе имаме добар дел на информации, меѓутоа она што е битно е безбедност. Кога Скопје ќе одговори на Москва и какви се шансите Спутник V да дојде и на македонскиот пазар? Sputnikvaccine.com е интернет страницата на која лабораторијата Гамалеа објаснува како делува нивната вакцина Спутник V. Руските научници велат дека прво земале дел од протеинот од круната со кој коронавирусот ги напаѓа човековите клетки. Потоа го ставиле протеинот во вирусиот во обичаени респираторни настинки, така наречени аденавируси, со тоа што генетски му ја одзеле можноста да се размножува. Кога ќе се прими таквата вакцина, аденавирусот го носи протеинот од коронавирусот до клетките на човекот. Без својството за размножување, во теорија, примателот на вакцината не се разболува од коронавирусот. Напротив, неговиот имунолошки систем развива антитела кои знаат како да се борат против непријателот. За одговорот на имунолошкиот систем да биде посилен, има и ревакцинација по 3 недели од првата доза. Оваа вакцина, уште на 18 август, амбасадата на Руската Федерација во Скопје ја понудила на Министерството за здравство. Изјави во петокот за 360 степени рускиот амбасадор Сергеј Базникин. Го замоливме министерот да не информира дали постои интерес кај македонската страна за добивање на вакцината и доколку постои да ни достави податоци за контакт лице со кои би можело да се успостават поединечни параметри на соработката. Вчера јас зборував на телефон со министер Филипче на неговата иницијатива, кој ми кажа дека нивниот сектор за вакцини и имунизација го прати процесот за руската вакцина.
ти имаат некои прашања во врска со тоа, се договоривме дека тие ќе бидат разгледани во контакт меѓу стручни лица на двете земји. Тоа значи дека веќе добивте прашања од македонската страна? Или ги очекувате доправо? Вербално од министер. Јас се надевам дека ќе добием и во писмена форма, во кус рок. Добро. Дали сте задоволни од таквиот одговор од Македонското министерство за здравство? Знаете, не се намеќемо воопшто ништа. Ако македонската страна е заинтересирана за ова вакцина, ние сме потпуно отворени за соработка. Ако вие сакате да сазнате повеќе за некои прашања, ту сме и спремни сме да понудимо сите одговори кои ние имаме. Јас би сакал да бидам сосема отворен тука. Значи, топката е на македонската страна. Како македонската страна ќе изигра од нафрлената руска топка ќе зависи од домашниот комитет за имунизација. Председателката на телото, Александра Грозданова, вели дека дописот се разгледува сериозно и поради кредибилитетот на производителот, истражувачкиот центар Гамалеа. Тој институт заедно со уште две болници, клинички болници, воени болници, Министерството за здравство на Русија и Министерството за одбрана стојат зад проектот на развој на оваа Спутник V вакцина и недвојбено мислам дека секој еден истражувач, научник нема двојба во однос на кредибилитетот на реномето на овие истражувачки центри. Но, додава Грозданова, не е можен брз одговор за Спутник V бидејќи руските научници не споделувале информации за развојот на вакцината, како што тоа го прават научниците кои развиваа вакцини на Западот. Дури на 4 септември беше објавена студијата за втората фаза од тестирањата, направена на 76 доброволци. Нема резултати од третата фаза кога вакцината се тестира на голем број луѓе затоа што таа само што започна, иако вакцината е веќе одобрена. Она што е многу битно да го видите е временскиот период во кој што таа вакцина е ефикасна. За ефикасноста веќе имаме добар дел на информации, меѓутоа она што е битно е безбедност. А безбедноста кај вакцините вие не можете да ја следите недела или две. Потребни ви се секогаш 3 месеци, па 6 месеци и слично. И тоа е тоа што сите, ајде да кажеме, еден сериозен пристап секогаш би имал таква задршка во однос на тие податоци. Покрај тоа, секако дека ефикасноста, односно податоците што би ги јавиле оваа широка употреба на оваа вакцина се дефинитивно оние кои што се одлучувачки, но јас би рекла и да видиме како регулатор на оваа вакцина ќе се најде на пазарот, дали ќе ги помине сите оние институционални проверки, затоа што регистрирање на еден лек на една вакцина на национално ниво значи едно нешто, а регистрирање за употреба надвор од таа земја значи друго нешто и тогаш веќе би имале поконкретни информации. Поедноставено, здравствените власти не отфрлаат можноста да ја набават и руската вакцина, но само откако домашната и светската научна јавност ќе ја потврдат незината ефикасност и безбедност, што е позиција и на премиерот. Ќе купиме и руска вакцина ако се покаже дека е добра. Ако Светска здравствена организација потврди, нема проблем. Амбасадорот Базникин вели го почитува ставот на Заев, но повторува, вакцината е и ефикасна и безбедна. Прво би сакал да кажам дека ние секогаш почитуваме ставови на премиерот Заев и сите премиери од сите земји. Ако вие сакате да добиете зелено светло од Светска здравствена организација, изволте. Во Русија ова вакцина ќе се користи веќе од следната недела за вакцинирањето на луѓето. И затоа јас и нагласив дека потпуно сме убедени дека вакцина е безбедна и ефикасна. Би ве прашал дали како амбасадор имате информација, бидејќи ви ја нудите вакцината и во нашата земја, зошто се скокна тој трет стадиум од тестирањето пред вакцината да биде регистрирана од страна на официјална Москва? Колку јас знаем, јас би бил малку попрецизен. Значи, не скокнаме на третата фаза, него третата фаза отпочнува сега со 40.000 луѓе кои ќе биде
обухватени со Да, но ова. поентата ми е дека и во Русија и секаде праксата било после третата фаза да настапува регистрацијата. Да. Колку јас знаем, ние имаме протоколи кои потпуно почитуваме. Сегашна ситуација со пандемија на коронавирусот тражи изналажање на нови решења. И не е битно колку фази има, него колку брзо ќе се изработи ефикасна и безбедна вакцина. У тоа смо потпуно убедени. Добро, дури без третата фаза, која што целта е нели да докаже дека се е во ред со вакцината на поголем број испитаници. Тоа ќе се докаже. Ние веќе сме убедени, ама секогаш може да биде уште побезбедно за луѓето кога ќе видиме резултатите на ова трета фаза во Русија. Подетално објаснување за причината зошто Русија побрза да ја регистрира Спутник V има директорот на Рускиот директен инвестициски фонд Кирил Дмитриев. Шефот на институцијата која е задолжена за финансиски сделки поврзани со руската вакцина, за американски CNBC, изјави дека ризикот е оправдан, а впрочем го прават и сите други. The advantage Russia had, it had already a registered Ebola vaccine that went through all clinical trials, phase 1, phase 2, phase 3, and we just slightly modified this Ebola vaccine based on human adenovirus to this COVID vaccine. So this is approach called human adenovirus, has been studied a lot. From 1971, all of the recruits in the US military are receiving human adenovirus vaccine. So we used an all-proven approach, we made it happen, and now other countries following our footsteps. You saw Britain last Friday saying that maybe they'll consider emergency authorization. FDA said they may want to consider emergency authorization. So really following Russian footsteps after initially saying no way that any vaccine can ever be approved before phase 3. Сепак, додека руската вакцина да го добие зеленото светло од СЗО кое го бара и Заев, неверојатно ќе поминат месеци. Паралелно, здравствените власти во земјава работат и на други опции. Вакцините помогнати од ЕУ и КОВАКС механизмот, каде на иста маса се повеќе реномирани лаборатории и земи потенцијални купувачи. Имаше неколку состаноци за преговарање. Точно се запознаени земјите членки за фазите на развој на секој од вакцините. Во моментот овие 4 кои што највеќе напредуваат, вклучително и Оксфордската, односно вакцината на AstraZeneca, ги добиваме тековно информациите што и како се случува и јавноста е запознаена со тоа, што не значи дека таа ќе биде онаа вакцина која што најбрзо ќе оди, меѓутоа информациите се проследуваат на да кажам тековна основа и во зависност од тоа кој од вакцините ќе биде првиот или вториот кандидат, што не значи дека само една, понудена е опција да секоја држава може да избере и 2-3 кандидата, да бидат понудени повеќе вакцини, тогаш ќе може да се учествува. Најавите се оптимистичките, би рекла, кон крајот на годината, а реалистичките се на почетокот од следната, некаде на пролет од следната, дека веќе би имале кандидати кои што ќе ги поминат сите овие фази, вклучително и регулаторните во однос на регистрацијата на тие вакцини и потоа да бидат достапни за земјите кои што се заинтересирани. Важноста вакцината да помине третата фаза на тестирањето пред да биде регистрирана за општа употреба најдобро се покажа со еден од главните конкуренти на Спутник V, така наречената Оксфордска вакцина. Минатата недела, еден од 30.000 учесници во тестирањето се пожалил на сериозна болест, пошто вакцинирањето запре. По разгледувањето на случајот, вакцинирањето продолжи вчера, но само во Велика Британија, а не и во другите тест земји, САД, Бразил и Јужна Африка. Фактот што немаше образложение, зошто тестот некаде продолжи, а некаде не, ја покажува и другата димензија во потрагата по вакцината, престижот и бизнис потенцијалот. Во моментов, СЗО препознава 180 кандидати за вакцина, од кои 35 се во фаза на клиничка, а 145 во фаза на предклиничка евалуација. Инклузивност на ниво на целото општество, вклучувајќи го и образованието, е цел кон која тежне е државава. Но се чини дека заложбата е повеќе реторичка, зашто не дека нема и проблесоци во пракса, туку тие се толку ретки што на крај се сведуваат на исклучоци. Дали трансформацијата на училиштата во системи достапни за сите деца, ама буквално за сите, е толку скапо, или проблемот е на друго место? Славица Филиповска.
За само 2,5 години владата потрошила 8 милиони евра за службени возила. Превозот е неопходен, но со овие пари, например, би можело сите 1042 основни училишта да се трансформираат, за и учениците со попреченост да стигнат до редовниот образовен процес. Секој родител сака детето да му посетува редовна настава. Новата министерка за образование на еднаквоста гледа како приоритет број 1. Наша врвна цел е обезбедување на инклузивно образование кое е пристапно за сите деца. Инклузија значи вклучување на сите деца во редовна настава, преку пристапни училишта, прилагодени учебници и технологија, како и образовни асистенти за оние што имаат потреба. Престои многу работа. Вака изгледа единствениот светол пример во државава. Дел од старите објекти пак се прилагодуваат партизански. Може ли сите училишта да се трансформираат? Секако, доколку има средства, зошто да не? Парите за инклузивно образование ги изеде корона кризата. Ке се најдат ли нови и кога? Двојно повеќе деца отколку што може да прими, сакаат да учат во новото основно училиште Киро Глигоров во Скопски Капиштец. Освен што се мириса на ново, се внимавало и објектот да биде пристапен за сите ученици. Значи, како што може да видите самите дека овие плочки се противклизни, водено е и сметка за тоа да нема скали каде што ќе има подигнување нели на екстремитетите за да може да се влезе во училиштето. Од подземната гаража до секој кат има лифт. Како што може да видите, поставени се и држачи за да може лицата со попреченост. Тоалетите се со соодветна ширина и држачи, а и чешмите се отвораат без посебен напор. Потемните плочки кои водат до секоја училница се патеки за лесно движење на учениците со попречен вид. Училиштето почна со работа минатата учебна година, а веќе од оваа, 3 ученици со попреченост се запишани во редовна настава. Целиот објект кошта околу 5 милиона и 500.000 евра. Значи, од прилика негде општината потроши околу 10 милиона денари за целата инклузија. Ниту едно друго државно училиште нема вакви услови. Иако во нив, на ниво на целата држава, настава следат вкупно 273 ученици со попреченост. Родителите и децата се задоволни со многу поскромни обиди. Позитивно искуство има 8 оделенката Дени Жерновска, ученичка во Гоце Делчев во Скопски центар. Училишните бариери се уривале една по една во период од повеќе години. До трето учела на првиот кат, а потоа е вграден лифт за да може класот заедно со Дени да се префрли погоре. Почетокот на новата учебна година Дени со семејството го чека надвор од Скопје, а незиниот татко вели дека физичката пристапност е само првиот неопходен елемент. Како втор елемент би го кажал значи едукацијата на наставниот кадар, едноставно првенствено можеби преку курсеви, преку некои тренинзи на постојниот кадар кој што е денеска во училиштата, во средните и во основните, но и од она што ја го знам дека и во на факултетите каде што се едуцираат, нели, тој наставен кадар, многу малку е застапена работа со ученици со посебни потреби. Третиот елемент би по мене, нели, би бил обезбедување на образовни или лични асистенти, кој што е проблем во моментот, мада мора да се каже дека во последните години и самата држава и општините работат на тоа да тоа се подобри. Училиштата се под ингеренции на општините, но градоначалниците велат дека без помош од владата промени се речиси невозможни. До сега пак речиси секоја посериозна интервенција во училиштата широм државата е направена со странска донација. Ние сами не можеме тоа да го делуваме, односно ние веќе имаме разговарано со владата да се зголемат ингеренциите на општините за да имаме повеќе можност да реагираме, бидејќи во изминатото училиштата ги градела државата. Со дел направена децентрализација припаѓаат под самите општини. Тоа значи дека треба да ни се зголемат одредени средства, треба да ни се зголемат проценти на данок кои што ги прибираме, за да ние може да ја постигнеме. Вака имаме ситуација каде што од прилика се носи одреден закон, одредени правила на игра, ама не ти се даваат доволно можности. Инклузивното образование е ставка во буџетот која ја изеде корона кризата.
Од 1.200.000 евра предвидени за инклузија во тековната година, по ребаланс на буџетот останаа само 63.000 евра. Според информациите од МОН, средствата биле предвидени првенствено за обезбедување образовни асистенти. Други планови за инклузија нема во буџетот за годинава. Пари за реконструкција на училиштата се издвојуваат во секој буџет, но до еметувањето на овој прилог не добивме податоци колку барем минатата година завршиле за адаптирање на училиштата со рампи и лифтови. По смената во МОН, тимот предводен од Мила Царовска ветува борба за поголем буџет. Со следното планирање на капиталните инвестиции, да видиме колку можеме да одвоиме, нели, ние да инвестираме покрај општините во училиштата и да обезбедиме соодветна пристапност и пред се да ги обезбедиме сите оние книги и онлайн алатки да бидат пристапни и за децата со попречено. Значи, колку и да чини, ние мораме да го спроведеме тоа. Тимот на Царовска до крајот на годинава сака да ја стандардизира и услугата образовен асистент. Оти досега тие има ангажман само во текот на учебната година. Тоа ќе може да биде на ниво на вработување во самото училиште, но како што кажав, ако дефинираме цена, значи самото училиште или МОН ќе може да објави повик и да ја купи услугата, да кажеме, од граѓанска организација или Сдружение на родители, кое што во себе ќе има вработени образовни асистенти, а само ќе се плати часот на услугата. Кога Македонија ќе може да се пофали со инклузивно образование? Па ја не би прогнозирал, но приоритетот на новата министерка за образование и наука како прва точка е инклузивното образование. Според проценките на засегнатите семејства, за едно училиште на 3 ката да се трансформира во пристапно со лифт, неколку рампи, тоалети и посебни соби за одмор, потребни се околу 70.000 евра. Во земјава има 1042 основни училишта. За сите да се адаптираат според посочената пресметка, потребни се онолку пари колку што владата потрошила за набавка на службени возила за 2,5 години. Пари има и од други ставки. Само прашање е што е приоритет. На 2 недели пред одложениот почеток на новата учебна година, 113 училишта, што е околу 1/4 од вкупниот број во државава, побарале да им се дозволи изведување настава со физичко присуство и за погорните одделенија од трето. Барањата ќе ги разгледува новоформираната владина комисија во која членуваат представници на ресорите образование и здравство. Дали е доведен во прашање еднаквиот пристап до квалитетно образование за сите? По одговорите трага Галена Николовска-Ризвановиќ. Меѓу стари напуштени и руинирани куќи во селото Цветово, во нов монтажен објект е сместено едно од 5 подрачни училишта во општина Студеничани. Поради големиот број ученици, ова е единственото подрачно училиште во општината каде се подготвува комбиниран модел на настава, додека во останатите училишта во Студеничани ќе има настава со физичко присуство за сите одделенија. Во подрачното училиште Алија Авдовик во селото Цветово има запишано 175 деца. Според досега спроведените анкети, родителите на сите од нив се изјасниле дека веднаш би ги пуштиле децата на настава. Меѓу семејствата кои побарале децата да посетуваат настава на училиште е и она на Незир Ислямовски, дедо на 3 внучиња. Па едното има 10 години, едното 8 така. Едното прво училиште ќе оде годинава. И сакаме да ги пуштиме. Подобро на школа да учат. Ние не можеме дома да ги учиме. Како до сега ја завршија годината? Имате ли лаптопи, таблети, компјутери? Како? Немаме. Тие работи немаме. Оти иши за школото, обеќаваа ќе донесеат и нема донесен уште. Назим Бектеши е одделенски наставник кој годинава ќе ги води првачињата во Цветово. За него предизвик ќе биде почитувањето на мерките во училница, но уште поголем проблем смета дека би била онлайн наставата. Добро е тоа што треба да бидат као првачиња со физичко присуство, бидејќи јас 5 одделение што го завршив, работевме од 11 март веќе како се појави вирусот, почнаме да работиме преку електронски пат, онлайн, но немаше ефект тоа. На стартот имаше некој си ефект, дали би рекол јас по моје дека некој интерес имаше во децата, им беше интересно, но после тоа гледам тоа се изгуби. Централното училиште се наоѓа во селото Батинци.
Дента кога снимавме учениците од прво до трето одделение беа дојдени да ги подигнат новите учебници. Тие се распределени во 17 паралелки кои според новите протоколи ќе се удвојат, додека останатите класови ќе работат онлайн, вели директорот Кенан Имери. Во Цветово пак 4 и 5 одделение ќе ротираат. За нив одлучивме една група да биде присутен со физичко присуство на настава, додека другата група истовремено да ја пратат наставата онлайн. И така да се направи рокада секоја недела. Како ќе се прати наставата онлайн кога повеќето родители таму се жалат дека немаат ниту лаптопи, ниту компјутери? Од страна на класните раководители ми обеќаат дека тие ученици што ќе останат дома да имат услови, баре да имат смарт телефони за да можат да ги пратат. Ако стварно има од учениците што немат услови, тогаш класните наставниците ќе треба да им спремат материјали во хартијана состава и да им ги однесат дома. Подготовките забрзано течат и во другите училишта, како Лазо Ангеловски во Скопски аеродром, каде од прво до трето одделение има над 450 деца во 30 на паралелки. По правилникот, првачињата треба да седат на мали столчиња, мали клупи, не бидејќи така не можевме да го обезбедиме растојанието, што социјалната дистанца која што мора да постои помеѓу децата, заради тоа ги тргнавме малите клупи и столчиња, ги доведовме големите, ги поставивме и тие би биле седнати, учениците би биле еден за друг, но диагонално, за да можеме да го постигнеме тоа растојание од метар и пол најмалку. Раководството е задоволно од подготвеноста на наставниот кадар за онлайн наставата за погорните одделенија. Различните ИКТ алатки кои што ќе се користат на таа платформа се веќе ИКТ алатки кои што наставниците веќе уназад 10 години ги користат во нашето училиште, например на помалите ученици од прво до трето одделение конкретно. Многу им е интересно тоа да биде шаронулико, нели да го слушаат гласот на наставничката и така натаму, така што тука повеќе колегите од одделенска настава креираа електронски аудиокниги, каде што им го презентираа на таков начин, им го презентираа наставните единици на учениците, содржините. Додека Министерството за образование се подготвува да ја унифицира онлайн наставата преку национална платформа, проблемите со учењето од далечина во посебен извештај ги сублимира народниот правобранител. Во истражувањето спроведено летово, врз основа на податоци од 64 училишта, се потврдило дека висок процент од учениците не можеле да следат онлайн настава, односно 83% во основните и 68% во средните училишта. Во мислењето доставено до Министерството за образование, омбудсманот потенцира дека онлайн наставата не била унифицирана, образовниот систем не е доволно дигитализиран, а учењето од дома е голем предизвик, особено за социјално радливите категории, децата со попреченост, ромите, мигрантите и другите малцински групи. Во овој период не успеа со полн капацитет да создадат можности да има еднаквост или равноправна можност сите да можат на ист начин или да имат ист пристап до тој процес. Видите, само ако го земеме делот на тоа кои се условите по училиштата, која е разликата помеѓу рурална средина и градска средина. Ние имаме и во анализата покажуваат, имаме училишта кои информираат дека немаат пристап до интернет. Од друга страна, ако ги земе, има разни категории на деца кои немаат технички можности, немаат ни компјутер и така натаму и така натаму. Од Младинскиот образовен форум, организација која била вклучена во подготовката на протоколите за настава, велат дека комбинираниот модел е најсоодветен за учениците од основно и средно образование, па и за студентите во услови на пандемија. МОВ назад низ годините постојано апелирал и во однос на хигиената и во однос на квалитетот на образованието, и тие разлики и проблеми за жал секогаш екзистирале и верувам дека понатаму ќе постојат. Меѓутоа на овој начин се надеваме дека ќе се обезбеди некој еднаков пристап кон се ова, со тоа што ќе мора будно да се следи самата ситуација на терен и да се интервенира секогаш кога ќе биде потребно.
Озаконување на наставата од далечина и дигитализација на образовниот систем се наведени како приоритети во новата владина програма. Министерката Мила Царовска вели дека основата е токму во националната платформа за настава која ќе стартува со почетокот на новата учебна година. Наставниците според неа веќе ја знаат, а учениците ќе можат да ја следат и преку мобилен телефон. Не само видеоматеријали, колку што создавање на интерактивност во пренесувањето на знаењата, затоа што ако ги гледаме меѓународните, да кажеме, искуства за електронско учење, не е само видеопрезентацијата, туку дополнителни материјали кои што се интерактивни, а тоа се одредени квизови, тестчиња за да може да одите на второ ниво, треба да го знаете првото ниво и сето тоа нашите наставници дел од нив се обучени. Тие сега ги земавме како репер, затоа што се наградувани од Microsoft и од UNICEF како група на професори, ги земавме како мастер тренери да го пренесат основното знаење кон другите наставници. Со унифицираната платформа, дел од недостатоците на онлайн наставата ќе се надминат, смета Царовска, но не негира дека квалитетот на образовниот процес нема да биде секаде идентичен. Секако дека треба да ги подобруваме условите, да искористиме максимално од она кое што го имаме на располагање како ресурс и секако ќе биде комбинирано и секако ќе биде многу комплицирано и нема да биде секаде подеднакво со исти квалитет, но ние ќе се трудиме она кое што сега го создаваме како онлайн платформа, како можност да наставниците се запознаат со таа национална платформа за учење од далечина, да остане како ресурс кој што ќе го користиме и кога ќе бидеме надвор од ковид. Онлайн или со физичко присуство, наставата ќе почне на 1 октомври. Вкупно 113 училишта поднеле барање за физички да ги примат учениците од погорните одделенија од трето, и тоа 79 основни и 34 средни училишта. Колку од нив ќе добијат дозвола од владината комисија, зависи од просторните и технички можности на училиштата, но и од епидемиолошката состојба во општината. До тогаш со мобилните врака или низ игра во училишниот двор, учениците ќе ги користат последните денови од продолжениот распуст. Ќе видиме уште еден блок реклами, па саботажата. Ве поканувам да останете на осад. На малите екрани од кои треба да се гледа големата слика, наместо нови, повторно се репризираат веќе видени епизоди. Авторите на партиската пропаганда, веројатно во недостиг на нова продукција, емитуваат клонирани пораки, во кои не се менува форматот, туку само актерската постава. Се разбира, со козметички интервенции врз содржината, колку изведувачот да даде личен печат. Почитувани граѓани, локалната власт во општина Газибаба и градската власт предводени од СДСМ. Почитувани граѓани, локалната и градската власт предводени од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата. Почитувани граѓани, општина Кисела Вода и градот Скопје предводени од СДСМ и коалицијата. Почитувани граѓани, единиците на локална самоуправа на град Скопје и општина Аеродром предводени од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата во континуитет. Оваа рафална серија покажува континуитетот на начинот на кој се креира перцепција, а не конкретни резултати. Тие се најавуваат, но на скалата на изведба, наместо како што се ветуваше повеќе и подобро, очекувањата, тивко и нечујно, се намалуваат. Нивото намерење на задоволството од реализацијата се редимензионира, а полниот капацитет на дадената гаранција се преполовува. И сега отвараме еден фронт за ова работа. Дај Боже 100% да успеем. Но верувам дека граѓаните со 70% ќе бидат задоволни. Да бе 50% да го успееме голема работа. Оние пак што не успеа да стасат до потребната половина од 61, и тоа токму поради тие политики. Не се решаваат да ги стишаат, туку им даваат уште поголема гласност, промовирајќи ги како свеж ветар во врвот на кадровската пирамида. Може би затоа изгледа природно кога со таквото поведение новите фронтмени лаконски ќе одредат перспективата на партијата. На ВМРО ДПМН му е местото на улица. На ВМРО ДПМН му е местото на улица. И ворете да се послуша сугестијата, особено кога доаѓа од шеф на партискиот патриотски институт. Но само ако тоа место, наместо да зрачи со умереност или барем со лажна скромност, која го красеше предходникот, не блешти од впечатливиот сјај енергелата на антимафијашките демонстранти. Нема веќе дебели кожни фотели, црвени персиски килими,
лимузини, климатизирани, финансирани од народни пари. За да не излезе дека се прави само едно нешто спротивно од ветувањата кое се однесува на автомобилите. Веројатно нужно беше да се покаже дека партијата и лидерот не се подпираат само на тој столб, туку дека имаат баш се. И тоа не пред кого било, туку пред вечно надобудниот политички монах, кој откако не успел да стане владика, а решил да ја смени партиската вера. Деспотскиот однос на лидерот на Интегра, Љупчо Ристовски, и неговата фикција дека тој е пророк и месија пратен од Бога, ја претвори партијата во некаква секта. Затоа давам завет пред Бога и пред македонскиот народ на кој јас припаѓам, дека со сета своја душа, срце и разум се предавам себе си во реализација на програмските цели на Интегра. И на крајот, кога се прелетува преку политичкото поле, треба да се имаат предвид репрекусиите кои може да се очекуваат при атерирањето. И сите они седат какво на трње. Какво на трње, тоа е многу тешко, знам јас. Нема ништо полошо од трн, особено кога боцка, кога ќе биде ставен во нешто што требало да изгледа како здрава нога. Гледавте 360 степени. Ви благодарам за вниманието. Ке се видиме повторно в петок од 22. Останете на Алсат и погледнете ги и вестите на македонски јазик.